Почитувам председателя, почитувам заменик министър, почитувани колеги пратеници. Знаете дека живееме во време на една пандемија, на светска здравствена криза, која што COVID-19 инфекцијата успеа да го клекне на колена целиот здравствен систем во светот. Мерките кои што ги преземавме, односно кои што ги презема светот во здравствените институции, направи крах и хибернација на целата светска економија. Економијата, како економија, представува главен двигател и мотор во секоја држава. Без економија ние немаме општество, без економија немаме општествена индустрија, без економија ние немаме ни здравствен систем. Овие се поврзани, тесно поврзани работи, бидејќи здравствениот систем без финансии не е здравствен систем. Меѓутоа, оваа пандемија направи и една дефиниција дека без здравје и здравствена сигурност на населението немаме ни економија. Веќе неколку денови дискутираме околу ребалансот и дискутираме за лошата здравствена состојба во нашата држава и дека тоа е поради лошите здравствени мерки и поради лошото водење на економијата. Ајде да проследиме преку статистички податоци светската ситуација, односно европската ситуација од COVID-19 кризата и зошто сме дојдени на светско ниво во ваква економска криза. Франција на 1 милион популација има 567 смртни случаи од COVID-19. Шпанија на 1 милион популација има 767 смртни случаи од COVID-19. Италија на 1 милион популација 642. Белгија на 1 милион популација 1011 смртни случаи од COVID-19. Холандија на 1 милион популација имаме 434 смртни случаи. Република Северна Македонија на 1 милион популација има 482 смртни случаи од COVID-19 инфекцијата. Искрено, кога гледам оваа статистика, светска, европска статистика, ако се споредуваме со Франција, со Шпанија, со Италија, со Белгија, ние сме на нивото на многу подобрата од нив Холандија, а сме послаби од Германија. Јас пробувам ребалансов да го сватам како доктор, пробувам да направам една паралела за да сватам што значи ребалансот, меѓутоа сакам да си го толкувам преку медицинските терминологии да си го објаснам ребалансот. И јас размислував овие денови и викам, пациент во тешка клиничка смрт е донесен во болницата, тоа е нашата економија и здравствен систем, и е донесен во болница и ние сега треба да разгледуваме, да најдеме анамнеза да направиме, да најдеме причините за таа клиничка смрт и да утврдиме што е причината и брзо да интервенираме, да отклонеме таа причина за таа состојба на тој пациент и тоа е фактички ребалансот на буџет. И како нов пратеник во ова собрание, искрено најдов на позитивни емоции кога разбрав дека 188 амандмани се поднесени од опозицијата. Не сум во Комисијата за финансии, меѓутоа бев среќен заради тоа што велам повеќе глави, повеќе умови даваат повеќе идеи и тоа ќе биде продуктивно за нас, ќе биде продуктивно за нашата држава. Како штипјанец, сега не ги гледам колегите од Штип од опозицијата тука, меѓутоа во ред, како штипјанец ги разгледав штипските амандмани и регионалните, заради тоа што тоа е мој интерес и тоа е нешто што ја би можел да го разберам како доктор. Вели, амандман за изградба на трибини на постоечки фудбалски игралишта, нови игралишта во градот и надвор од градот. 6 милиони денари. Медицински гледано, ни доаѓа пациент со миокарден инфаркт во тешка кардиолошка кома и ние да му направиме анамнезата и да го пратиме на естетска хирургија, за да му се средат брчките на лицето, а потоа да го лекуваме срцето. Колку да знаете, во Штип
Имаме градски стадион кој што 55 години ги има истите трибини. Нема променето. Тоа што ме зачуди, што не го знаат колегите од опозицијата, е дека пред година дена во соработка со Фудбалската федерација на Република Северна Македонија обезбедивме финансии од нивна страна за западна трибина, а како паралелен проект за источната трибина обезбедени средства финансиски од буџетот на град Штип. И тоа ќе се гради. Читам натаму, велат да се изградат катни гаражи, 2 катни гаражи, 39 милиони денари. 3,5 години е Социјалдемократскиот сојуз во локална самоуправа на власт. Во Штип се изградени веќе една платформа на река Тотење и уште една платформа се гради веќе во завршна фаза, каде што се обезбедени 80 паркинг места. И повторно во време на пандемија, кога луѓе умираат, кога луѓе преземаме мерки за да ги дистанцираме од социјално дружење, вие предлагате да се градат катни гаражи, каде што луѓето ќе можат да излегуваат од своите домови со автомобилите, да се социализираат, да се дружат. Повторно, компаративно гледано, пациент на траума ради полифрактура, политраума, ние да го пратиме првен, да му ги поправат зъбите, а после ќе му ги средуваме коските. Понатаму читам да се направи ограда од левата страна на река Тотиња. За воља на вистината, десната страна на река Тотиња, оградата беше по предлог на амандман на господинот Никола Мицевски, вашиот колега, наш опозиционер, наш штипјанец, и тоа беше прифатено во претходниот мандат, и таа ограда се е завршена, е поставена од десната страна, меѓутоа од левата страна не е поставена. И да го поддржувам овој амандман, меѓутоа да ја видиме површноста на предлагањето на амандманите. Зборуваме за да се направи само ограда од десната страна, а зборуваме дека во време на пандемија имаме проблем со зборите за сообраќајни од метеж заради паркинзите, а забораваме дека тие што не се од Штип можеби не знаат дека имаме главна улица која што води до болницата и таа улица има само една лента и многу често во периодот од 11 до 16 часот имаме сообраќајен метеж каде што сообраќајните возила, односно амбулантните возила, поради метежот не можат да стигнат навремено до болницата. Имаме кардиолошки протоколи каде што од сите, како регионален центар, од сите околни градови за 45 минути стигнуваат амбулантните возила, а може да заглават уште 30 на минути во градот. И затоа, драги колеги, нема да се секирате, ние веќе најдовме интегрално решение за оваа состојба со десната страна оградата на река Тотиња. Да, колеги, ќе направиме конзолни тротоари кои што ќе бидат во самото корито на река Тотиња. Местата на моменталните тротоари ќе бидат нови паркинг места, а старите паркинг места ќе бидат втора лента која што ќе обезложува непрекинато движење на возилата према болницата. Другиот амандман вели да се изгради градинка во Караорман и за тоа барате 25 милиони денари да се обезбедат во буџетот. Во ред таму има капацитет од 200 дечиња барате. Има околу 70-80 дечиња во таа населба, во тоа село. Меѓутоа, тоа што не сте го прочитале веројатно и во локалната кампања, самиот градоначалник на Караорман во самата кампања е предложено дека ќе се гради градинка. И веќе е процедура за урбанизирање на маркица за градење на таа градинка со капацитет за 100 дечиња. Повторно чудно. Зборуваме, и што посебно ме заинтригира и дури бев и многу почестен што нашите колеги од опозицијата дале предлог за здравствениот систем во Штип, реновирање на оделот за инфективни болести и тоа да обезбедиме 56 милиони денари, скоро милион евра за реновирање на зградата за инфективни болести. Во Штипската клиничка болница и во останатите болници во нашата држава, сите колеги работиме како едно. Нема верска, нема национална, нема етничка, а нема ни партиска подела. Заедно со колегите од опозицијата и со директорот, уште пред година и пол поднесовме пари до европските фондови за да направиме реновирање на оделението за инфективните болести. Тоа е поднесено во време кога не се ни знаеше за пандемијата, не се ни претпоставуваше дека ќе имаме пандемија, дека ќе имаме светска здравствена криза, која што ќе ги наполни инфективните оделенија.
Обезбедени се 180.000 евра средства во две етапи. Првата етапа да се реновира фасадата, кровот и прозорите, а во втората фаза да се реновира внатрешно инфективното оделение, заради тоа што во склоп на новиот клинички центар кој што се гради, инфективното оделение ќе биде како посебна единица надвор од тој клинички центар, поради инфективните болни кои што лежат таму, да не се мешат со останатите пациенти, и заради таа причина, само заради таа причина, решивме да го реновираме само инфективното оделение, а останатите оделенија ќе си влезат во склоп на новата клиничка болница. Меѓутоа, мене ме чуди вашиот амандман сега во време на пандемија за ребаланс 2020, токму заради здравствената ситуација во државата и економската ситуација предизвикана од здравствената ситуација, вие барате да обезбедиме 56 милиони денари во ребалансот за да го реновираме инфективното оделение. Значи, вие предлагате да ставиме клуч на инфективното оделение, да ги извадиме пациентите, да им речеме кој кај сака, мили мој. Ние сега ќе реновираме оделение, пошто моравме да прифатиме предлози и амандмани од опозицијата, да не ни се љути опозицијата. Ние сега ќе реновираме во време на пандемија, каде што инфективните одели, инфектолозите, епидемиолозите, интернистите се главните двигатели и борци во овој здравствен систем. Ние ќе речеме, дечки, вие нема да работите сега, пошто ние ќе го реновираме. Кога ќе го реновираме? Во новите простори ќе дојдат, ќе се сместат пациентите, ќе се чувствуваат многу побаво. Не, колеги. Самиот проект за реновирање на инфективното оделение требаше да започне во март, крајот на март. Меѓутоа се прогласи светска пандемија на ковид инфекција и застанавме. Застанавме заради тоа што моравме да мислиме како ќе обезбедиме сместување за сите пациенти кои што ќе дојдат во источниот регион. Моментално од 45 легла успеавме да го зголемиме капацитетот на прием на инфективното оделение на 55 легла, и додека бев вработен во клиничка болница Штип, бев координатор на интерни гранки, под кој што и беше инфективното оделение, направивме протокол во случај на зголемен број на пациенти од источниот регион, да ги зголемиме капацитет за уште 25 до 30 легла. Во истата зграда е сместено оделението за неврологија, истото оделение направивме начин како да ги прераспределиме пациентите во зградата од интерно оделение, каде што ќе се направи пододел за неврологија, истите пациенти нема да ги пуштаме дома или да ги враќаме, туку истите пациенти ќе ги држиме да си бидат хоспитализирани во болница. И повторно ќе направиме на паралела дека пациент во клиничка смрт и вие предлагате првен да го дотераме, да му ставиме нови обувки, нови алишта, да го облечеме, да го нашминкаме, а после ќе го лекуваме инфарктот или причината за смрт. Почитувани мои драги колеги, светската криза не е само во Македонија, него е во целиот свет. Светската здравствена криза направи светска економска криза, која што ќе трае, а резултатите и исходите од економската криза еднос ќе доваѓаат. Исто така ќе доваѓаат еднос и резултатите од здравствената ситуација, заради тоа што се уште здравствените работници во светот, во еминентни и реномирани здравствени институции, немаат решение за овој вирус. Се уште вратиме, сите бараме начини, даваме препораки кои што од месец на месец се менуваат, од ден на ден се менуваат, се трошат милионски суми на пари во светот за изнаоѓање на лек и заштита од оваа болест и од оваа зараза, се извинувам. Потрошени се преку 200 милиарди долари во светот за заштитна опрема, маски и дезинфициенци. Само во Штипската клинична болница октомври месец се потрошени повеќе од 13 тони на кислород, за разлика од претходниот месец кога што се потрошило само 6. Ноември не знае, може ќе бидат и 20. Меѓутоа, заедно со Министерството за здравство, заедно со владата, заедно со Министерството за економија и за финансии, се наоѓа начин како да се покријат тие вонредни трошоци и токму овој ребаланс се базира на тоа. Пак ќе кажам, без финансиска инекција во индустријата, без финансиска инекција во економијата, ние ќе околабираме здравствениот систем. Ви благодарам многу.